после она вчера на ЕУ можам само да и порачам. Земи го, со жилет јако, направи ми го, мадево како стакло. Мора оној извештај вчера на Вајц, се обидов нели да бидам сериозен од Сабајле, мора оној извештај на Вајц да го препознаеме како зло, да го препознаеме како обид уште еднаш да се понижат македонците и Македонија. Ако не го препознаеме како таков, ќе продолжиме да играме во тој мајепсан круг на садомазохизам на некој начин, тоест на мазохизам. Затоа што ова токму на тоа и ми личи целава игра, дека веќе сме зависни станати после 3 децении голтање жаби, дека сме зависни од самата потреба некој нешто да бара од нас, а ние да не сакаме да го исполниме, ама да мораме тоа да го направиме. Наместо да го прекинеме тоа во старт. Ние почнавме, најтрагично почнавме да уживаме во таа садомазохистичка наша конекција со Европската Унија. И тоа е она што мора и треба да престане. Особено после ваквиот извештај. Вчера, не знам, и го читав на некој портал, беше и тоа што гледав и по вести, мислам, мачно е тоа да се чита воопшто, видам. Значењето него, каза само по себе, како да ви кажем, тежи толку или тежи толку, но поентата е што тоа документ излезен од тамо. Што во тој документ извештај, значи отворено се инсистира македонците да направат се против себе за евентуално да бидат отворени преговорите со Унијата. Иако сите знаеме дека тоа е невозможно да се случи. Невозможно е да се случи, да не примат војови. Освен ако се деси некоја голема заебанција, па на брзина онака да не фатат вака за овој за мајца и да не вовлечат натре. Што знам, и тоа само во случај, не знам, ако Путин почне да ги мава со нуклеарки. Евентуално, мислам дека само некоја таква ситуација. Па некако да замижат на сите империалистички барања на Бугарија и да речат, ај сега ќутете, дајте да ги внесеме овие, сега не е битно тоа. Ни треба друга кохезија, друго единство. Само некоја таква крупна заебанција би можело евентуално да доведе до тоа некој да не фати и да не внесе внатре. Во друга ситуација, не особено не во овој контекст кога Европската Унија од кога остана сама, оставена на ветрометинот, кога Трамп заврте грб, значи почнаа да се милитаризираат. Ова Европската Унија до сега имаше тоталитарна црта во незиното уредување, во незиниот начин на делување, политичко делување. Тек сега ќе биде циркус. Они сега ќе се обидат на некој начин да обезбедат некој поголем суверенитет, поголема независност, за разлика кон Америка, за разлика од она што беше до доаѓањето на Трамп на власт. Тоа тешко дека ќе му успее, но сметајте на таа варијанта дека тие дополнително ќе се тотализира тој систем. Затоа што тој систем е изграден од политички елити. Тој не е демократски во својата ДНК. Тоа се политички елити кои што се бираат меѓу себе и владеат на таков начин како што владеат. Најчесто на сметка на нивните помали членки. Токму затоа е незадоволството кај некои помали членки, као рецимо кај Унгарија, кај Орбан. Затоа тој нон-стоп и моче усупата. Затоа што сваќа дека и тамо има голема разлика, дека овие што се најголемиве, дека седат на башка маса.
башка храна им се служи. Башка муабети прават, за кои што овие помаливе членки не ни знаат може дека се прават ја. Што значи постои еден големо разногласие, големо неединство у таа унија. И токму затоа, ако се земе се во предвид, не треба да понатаму да од петни жили се обидуваме да им удоволиме. Напротив, треба отворено да им се каже, ние со нашите оставки тука престануваме. Од она вчера и оно извеште, она е врв на понижување. Во мирнодопски околности зборам. Следно шо е после тоа или после евентуалниот наш влез, ако подпишеме дека не сме ништо од она што сме, што е следно? Они пак нема да не примат. Мислам дека следно у работни логори ќе не напикаат. Како Аушвиц, Матхаузен, Треблинка, баш у такви. Од она што уште повеќе револтира и на некој начин негативно фасцинира е нивното чувство, тоест нивното немање чувство дека прават зло. Они своето зло не го препознаваат, затоа ја поддржуваат Бугарија, Грција во нивните фашистички аспирации кон Македонија. А уште полоше ако го препознаваат тоа зло и ако го одобруваат. По она, дека нема реакции после оној извештај од Унијата, тебе можеш да ти биде као човек вака од страна гледан некој вака. Дека они се гордеат со тоа. Се гордеат. Мислам, ние не сме им на таквото, но очигледно ако го допуштаат тоа, они го сметаат дека тоа е исправно. Да принудиш членка аспирант, да ја принудиш да се понижи до максимум, за ти да ја направиш, да ја внесеш во братството. Абе, Адолф, криел од петни жили дека постојат логорите на смртта. Павелич, поглаварот на фашистичката независна држава Хрватска НДХ, криел од петни жили дека Јасеновец е фабрика на смртта. Па кога доаѓале инспекции, надзор од Црвен крст ова, во специализирани кулиси правеле со, не знам тамо, со срекни логораши или со статисти логораши, со статисти болничари, со статисти кувари, мислам со убава храна, со све, колку да помине инспекцијата да види дека уствари се тоа само работни логори, дека Значи срам. Не им било срам, него знаеле дека е тоа зло, го препознавале дека е зло, но го криеле од очите на светот. Овие не кријат од очите на светот дека понижуваат еден народ. И затоа гласно сите се чудат околу нас у регионот. Оние понормалните што сваќаат играт. Него не ми е јасно ние што правиме. До кога бе? Знаете што е одговор сега на овој извештај? Ајде ние сега да се преслушаме колку сме после 30 години понижување и малтретирање од Европската Унија, колку ние сме на вистина се уште се високи нашите заложби за влезот во ЕУ. Ајде да видиме. Сега се прави референдум. Дај да видиме што мислат граѓаните. Дали со едно единствено прашање? Дали се уште ја гледате иднината на Македонија во Европската Унија? Тоа прашањето. И да видиме што ќе биде одговорот. Да и не да се заокружи. Доставише 30 години истата мантра. Нашите аспирации за ЕУ, нашите заложби за...
Кој ги провери 30 години до сега нашите заложби, нашите аспирации меѓу народот? Еве 30 и неколку години, 34 години не се проверени. Да, еве сега е моментот да ги провериме. Нашите заложби. Референдум. И со тоа, папете, кој ќе излезе одговорот на тоа, на Европа, бујрум, еве ви го одговорот. Со оглед на тоа дека предпоставувам одговорот каков ќе биде, дека поише од 65% мојата лична проценка, не мора да е точна, од тој референдум, ако не и многу повеќе, ќе гласаат против нашето членство, против нашите аспирации за членство во Европската Унија, под вакви ултиматуми, вакви диктати и вакви уцени. Тоа ќе биде одговорот. Па за кој мој онда уште да паламудиме за... Ми звони некој. Па за кој тоа... Па зошто уште да паламудиме на таа тема? Аспирации вамо, тамо, онамо. И дајте да видиме и друга работа. Дајте да видиме кој све земал бугарски пасоши, без разлика дали од економски причини, дали од ова, дали од она. И како во Словенија. Не знам сега тоа како се вика правнички, но имате примарно државјанство. Мора да се откажете од сите пасоши што ги имате, па да земете словенечки и со тоа станувате примарното државјанство ви е словенечко. Воспротивно, ако не го направите тоа, после вие можете да земете, мислам и друго, не знам тоа како иде, но примарното да биде без тоа вие не сте веќе државјани на Словенија. Па да ги прашате овие што викаат бугарите 100.000, 80.000, 120.000 мало бугари, да го седнеш вака на маса и му кажеш: дечко, ти имаш бугарски пасош, не интересира од кои причини, може си гладувал, си морал да земеш, да отидеш да работиш странство, но сега не интересира оваа работа. Како се осеќаш, бе ти, дечко? Македонец или бугарин? Сега кажи. Ако се осеќаш македонец, а в бугарскиот пасош зимаш македонски. Па после, не знам тоа како иде тоа процедура, да има да воведеме прво и второ државјанство. Не знам тоа како и Словенија, ама некако е така, еве, кој знае нека ми објасни, ама на таков начин некако е организирано. Ако сакаш да си државјанин. На Словенија. И дајте да се преброиме, крајно време е. Оти колку побрзо се преброиме, толку поише ќе знаеме со што располагаме и ќе знаат и нашите власти како да се постават у однос на фашисти нагоре. Па јеби га, следното кафе не мора да биде у Солун и уврска со таа работа. Држава у ваква ситуација, гледате дека фашистино доле пак сакаат у Скопје да не прекрстат. Не им се свиѓа ни Северна. У Скопје сака, тоа поголемото Скопје, како што го викаат они. Од Скопје тоа малце поголемото Скопје, што е до Богородица доле и до вамо. Граничниот премин. Држава. Јок бе брат, ти не преоѓаш граница у наредни година дена Грчка. Ама си сакал кафе да пиеш у Солун. Ама кур ме боли. Ке се научиш да бидеш достоинствен. И да се бориш и да го сватиш достоинството во неговата вистинска смисла. Дека некој го понижил твојот народ и ти треба тој некој што го понижил да го ставиш на игнор. Не разбирате сами. Државата ќе ви покаже како се брани достоинството, така што ќе ги затвори границите. Нема да пиете кафе у Солун. 1 година, 2 години, нема да идете на море у Солун. Да бе, да, тоталитарно е. У 21 век некој ти ограничува, да ограничува ова, не знам, слобода на движење. Баш така. Баш така. Кон Грција изолација, кон Бугарија такоđe.
Ама бизнис имало. Ама курме боли. Ке се снаоѓате. Јеби ga. Ако не знаете сами, државата ќе ме научи како треба. Па пите го следното кафе у Сочи. Еве ја бев пред 2 недели. Кај Владимир Владимирович во вилата у Сочи, на само море. Знаете како е? Убајна. Каков солун, какви бакрачи. Баш ка можам да средам со Владимир Владимирович. Карти 10, 15, 20 евра карта авионска да платите за да Сочи. Берц авионот, берц кафето. Русинки да гледаш, бе, брат. Не гркинки од Коринг Роуд. Русинки. Ебем вас глупа. Од Сочи на Јалта, Крим. Како е убаво е таму. Знаете ли како е убаво таму? Шо е проблем? Петок авионот Берц, 15 евра, 20 евра повратна, Берц недела те враќа, са пајле понеделник си на работа. Баш кај таму средив посебен попуст за македонци. Нема таму да плаќате као руси. Баш кај русинкиве таму одредени од одредена се видов со русинките од еден синдикат тамо во Сочи, викаат за македонците, ние сме спремни и без пари да работиме. Извесно време. Док сватите убавината која е. После вика нормално, сами ќе доаѓате да целнуете вака, цк. Така е, тоа е поентата, да го препознаеш злото. Она вчера беше срамно, бе, тешко да се слуша беше, бе, која зборат на... Тоа треба да... Знаете ли каква реакција жестока треба да има сега од наша страна да тој извештај? Без разлика каква е неговата тежина. Не е битно. Соодветен одговор. Не само они декларативно да кажуваат дека сме ние нешто против, па затоа таму бараат промени, дека ние као сме го мрдале гзот, не сме сакале да го примиме, ама као ние тоа официјално гласно не го слушаме у медиумите. Може стварно некој у власта се опира, јако, не знаеме, не ги слушаме ние тие нивни задкулуарски муабети. Ама дајте еднаш гласно да ги чуеме. Јас знам дека некој се опира, дека сега поготово некој моче у супата, дека сега оваа власт, значи, не ќе со бугарите диалог под уцени, не ќе да ги прими у уставот под уцени, не ќе ова, не ќе она. Јас знам. Ама дајте гласност, што викаше, не знам кој викаше, Горбачов на времето перестројката која беше. Гласност. Гласно да одекне во Европа да кажете, ние тука со вас завршуваме работа. Без разлика што сме мали, некој ќе рече малите мора да го направат она, малите го прават она што мораат. Жими Ашимов мора да се покаже кичма еден ден, да им се каже доста е. Ама ќе им се каже со карт бланш. Цак, референдум. Еве колку е нашиот македонците, колку се за вас, вакви какви што сте, фашизоидни. Еве го мислењето на македонците. Јепте се. Што би рекол Амер од Сараево. Јеп се. Имаш карт бланш, јеби га, после може да те сменат, да направат шарени револуции, да ти направат атентат, појма неам. На што се све спремни. Ама ти правиш прц. Кафето Сочи. Русинка ќе ти го служи. Со нозе 2 метара. И со вајан струк. Не е ринг роуд као Грција.
Многу работи треба да направиме, не е. Но основното е, мора, гледам дека е на добро тргнато во врска со тоа, но мора да им покажеме кичма, гласно, артикулирано и гласно, да не чујат. Ние повеќе вакви уцени не трпиме. Толку е лесно понекогаш. И тој товар што го имаме, ќе видите како лесно ќе го симнеме од нас. Ќе го префрлиме на нивниот грб. Колку и да е нив име тоа небитно или битно, може и санкции да ни мавнат, мада не верувам, оти гледам се закануваат со санкции, може да ни се фатат само. Деме грците пак санкции ќе ни правеле. Ајде да видиме. Ајде бе направите санкции. Тек тогаш кур ќе пиеме кафе у Солун. Најболje тие што имаат тамо и да си ги продаат одма или да се преселат тамо да живеат. Кој си има тамо имоти, куќи, муќи, халки, дики, малки, тамо бе иди си, брат. Иди си, али исписница добијаш од тука. Дека ти си персона нон грата, ако мавнат санкции. Ајде да ве видам бизнисите ваши тука. Сакате промена на игра? Ке ја смениме бе играта? Ке ја свртиме главата малце на исток? Не го зборам ова кој некој идиотови залудени што се по Русија, по Путин, по ова што... Знаете на кој мислам, тие некои такви. Не. Него познатиот македонски инает и пркос треба да се јави. Ајде да ве видам. Во смисла, не сакате? 30 години не понижувате? Вие не сте ни пријатели. У тој случај ние ќе се најдеме други пријатели. Дали ќе биде тоа Владимир Владимирович? Дали ќе биде овој CGP, како се вика овој, не е битно, овој Кинезов? Дали ќе биде некој трет? Дали ќе биде некој Махараджа у Бангладеш, у Индија? Поима неам. Не е битно. Дали ќе биде овој принцов у Саудиска Арабија? Пријател секојаш ке најдеш. Дали ќе биде Орбан? Поима неам. Пријател ке најдеш, особено ако најдеш заеднички интерес со него. Али не ми кажувате дека нема алтернатива. Секојаш има алтернатива. А ние 30 години зборуваме за свет без алтернативи. Европската унија, нашите заложби, нашите аспирации за Европската унија. Ајде ќе ги провериме и тие заложби, тие аспирации, тие наши желби, тие наши потреби, таа наша љубов која на Европската унија, да ја ставиме на тест. Да видиме колку тоа држи вода или се беше медиумска конструкција 30 години. Или да не беше медиумска конструкција, да беше некогаш вистински порив и желба на македонците, може би повеќе не, може би повеќе довде име, може би сега гледаат што е таа Европска унија, какво братство е на пациенти. Тоа е. Ајде да не паламудо.